Човек мора да го најде одговорот што со смртта, ако сака да живее среќен живот. Да не се лажеме. Ако Христос не дојде наскоро, сите еден ден ќе умреме. Тоа на сите нас ќе не се случи. Сите сме склони кон тоа, сите сме подложни кон тоа. И луѓето велат дека смртта не дискриминирала. Таму нема дискриминација. И сега секој од нас мора да се соочи со тоа прашање и да каже ова е реалноста која ме очекува и што? Кој е мојот одговор? И што прават луѓето? Луѓето имат денеска опиум за народ. Се вика шоу бизнес. Целта на шоу бизнисот е да им каже на луѓето да заборават дека постои смрт, постојат болести, постојат страдања. Тоа е целта на шоу бизнес. Да јадеме и да пиеме, оти утре ќе умреме. Значи, луѓето на најразлични начини се обидуваат денеска да го избегнат одговорот на ова прашање. Едноставно се прават како смртта да не постои. Имате луѓе кои денеска разговарате со нив и едноставно некои зборови не споменуваат. Ако некој човек оболел од канцер, тие не кажуваат од што оболел, ти сметаат дека на некој начин тоа ќе се пренесе на нив, ако го споменат името на таа болест. Едноставно луѓето бегаат од смрт, бегаат од лоши работи. Интересно, секогаш кога одиме на погреб, ние секогаш се соочуваме со својата сопствена смртност. И секогаш имаме потреба да го одговориме прашањето, а што после смртта? Еве го цитатот од Новиот Завет. Така и Христос со смртта го уништи оној кој имаше власта над смртта, да ги избави оние кои заради стравот од смртта цел живот беа во робство. Цел живот беа во робство. Што значи стравот од смртта, луѓето ги заробува цел живот. А Христос овде вели не ослободува од оној кој има власта на смртта и оној кој има власта од стравот на смртта. Христос е живот. Затоа, ако мене ме прашате, смрт или слобода, овој текст, а и мнозина други во Библијата, ни вела дека религијата, односно верувањето во Бога е слобода. Не знам за вас, јас себе си се сметам за слободен човек. Смртта не ја сакам, смртта ја сметам за натрапник, за нешто неприродно што доаѓа на човекот и воопшто на сиот жив свет, но не и се плашам. Зошто? Не оти мајка ми ме родила храбар, туку затоа што постои Бог на кому му верувам и на кого се надевам.